Министерството за финансии подготвува измени во Законот за финансиски друштва со цел да се ограничат енормните камати и провизии кај брзите кредити. Главната измена предвидува дека вкупниот износ кој граѓаните треба да го вратат не смее да надмине 150% од износот на долгот. Ако долгот е 20.000 денари, граѓанинот нема да враќа повеќе од 30.000 денари. Во пракса овој износ е далеку поголем поради што граѓаните од сиромашни стануваат уште посиромашни. Објасни министерката Гордана Димитриевска-Кочовска. Од друга страна, податоците покажуваат дека пазарот на брзи кредити расте. Годишно се склучуваат над 200.000 договори со вкупна вредност од 133 милиони евра, од кои 114 милиони се долгови на физички лица. Финансиските друштва остваруваат енормни профити, а државата досега практично беше немокна овој грабеж да го спречи. Министерката Димитриевска-Кочовска посочува дека иако досега се евидентирани неправилности, лиценци на друштвата не се одземени, тука се издадени опомени и прекршочни пријави. Со престојните измени, компаниите кои наплатиле повеќе од дозволеното, ќе мора да ги вратат средствата на граѓаните.